Повторно сме на нашиот следен час со нашата омилена наставничка по математика Сања. Добро утро. Добро утро, наставничка. Денес порано почнуваме со шестодневницата. Денес имаме одредување проценти од форми и количини. А па тоа е лесно. Така? Па. Ајде, ќе пуштиме прво презентацијата. Че, како што кажав, имаме одредување проценти од форми и од цели броеви денес само ќе имаме. Минатиот пат ја видовме табелата 100, односно таа ни се состои од 10 на 10 поделена квадратчиња, вкупно ќе испадна дека се 100. Сега, ако треба да обоиме 10% од оваа табела, како ќе знаеме колку квадратчиња всушност треба да обоиме од табелата? Минатиот пат спомнавме 10% е еднакво всушност На едно квадратче. е една десетина од стотката, а една десетина веќе учевме дробки како се бараше дел од количина, значи една десетина од 100 всушност ни представува 10, па затоа ќе треба да обоиме 10 квадратчиња од табелата. 10 обојни квадратчиња ни представуваат 10% од целата табела. Што сега доколку имавме само половина од табелата, ако сме го привиткале листот на пола, че наместо 10 сега ќе имаме 50, наместо се извинувам 100, ќе имаме 50 квадратчиња. Како во овој случај ќе најдеме сега колку ни се 10% од новава табела? Па тоа е по истата формула, тогаш е 5. Така. Логички би ви дошла. Да. И сега обојуваме само 5 од тука. Бидејќи повторно вака имавме 10, надолу ги боиме, само од тој дел од половината од табелата и добиваме 5 квадратчиња. Значи, кога табелата има 50 наместо 100 квадратчиња, 10% од тие 50 ќе ни бидат само овие 5. Бидејќи сега ќе имаме да пресметаме всушност една десетина од 50 наместо од 100, па 50 и 10 кога ќе се подела добиваме само 5. Да погледнеме сега вака. На двете слики овдека имаме обоено по една четвртина. Значи имаме квадрат, од квадратот е обоена една четвртина, имаме круг и од кругот е обоена една четвртина. Од претходно знаеме дека дробките можеме да ги прошириме до именител 100 за да не биде полесно да ги прочитаме во процент. Па значи една четвртина, за да стасаме да имаме именител 100, треба четворката да ја помножиме со 25, а што ми ја множиме четворката, мораме и горе единицата. Па 1 по 25 ќе ни даде 25, 4 по 25 ќе ни даде 100, па добиваме 25 врз 100, а знаеме дека стотинките ни представуваат всушност процент, па ќе имаме 25%. Значи, без разлика на тоа каква ни беше формата на сликата, бидејќи беше обоена четвртина од нејза, тоа ни представува 25%. Значи, и на едната слика, и на другата слика имаме обоено 25%. Погледнеме сега други форми. Еве овие две сега да направиме споредба. Или на што мислиш сега? Колку имаме обоено овдека? Овде има обоено... Во дробка најпрво, па после ќе кажеме во процент колку се. 2 петини. Така, тука имаме обоено 2 петини од оваа звезда. Овдека од петоаголникот и овде имаме 2 петини. Значи, иако на изглед ни е различно, всушност имаме иста количина од формите обоено. Имаме обоено 2 петини. Сега, кога го претвориме со именител 100, сега 5 треба да го помножиме со 20 за да добиеме 100, па 2 по 20 ни дава 40, па дробката наместо 2 петини ќе ни биде 40 стотини, а 40 стотини всушност представува 40%. Значи, на сликите имаме обоено по 40%. Одиме сега да решиме некоја задача. Ајде да најдеме 20% од 50. Ќе пробаш ли на? Да,
Со табелата 100 најдовме 10% од 50, сега да видиме 20%. Како се пишува тоа, само да ми кажете? Така? Ќе ставаме знак по. По? 50%. 20% од 50. се извинувам. Така. Тоа ќе ни биде еднакво на Аха. процентот го претвараме значи Во во дробка, па ќе биде 20 врз 100. По 50 ќе имаме. И сега веќе имаме постапката кога баравме дел од количина. Значи како множевме дробка со цел број. Проверувавме најпрво дали може нешто да скратиме. Може да се скрати Така, еве, оваа нула од горе, горе нула со долната нула и оваа нула така, може да се со скрати. оваа овде и всушност што ни остане? Само да помножиме 2 по 5. 2 по 5. Другото се ни е скратено, значи можеме таму веднаш да напишеме дека е еднакво на 10. Само да ги подсетиме учениците, значи како се крати, значи секогаш мора да кратиме број од горе со број од долу. Не може две соседни во иста линија да се кратат. Овој го кратевме со долу, а оваа и нула ова ја можеме да го скратевме. скратиме бидејќи 50 се наоѓа горе, а стотката се стотката наоѓа наоѓа долу, долу. па затоа смеевме да скратиме. Ајде да најдеме 25% од 90. Само да направам малку по тенко моливче. Како 20? 25% од 90 да најдеме. Тогаш ќе треба да го напишеме истото. 20. Процентот го претвараме секогаш 5. во дробка. 25 врз 100 по по 90. Пак имаме за кратење, имаме овде и овде за кратење. И сега ни остана горе 25, а долу 10. Тоа можеме да го претвориме во... Можеме за да го почеток да помножиме скратиме, можеме и со 5 да скратиме, со бидејќи и 25 и 10 се Пет делат на со 5. Па значи горе ќе ни остане 5, долу ќе остане 2 и ни остана по 9. И сега имаме 9 по 5, 45 врз 2. И таман да се подсетиме на мешани броеви, сега дробката, бидејќи е неправилна, ја претвараме уште во мешан број. 45 поделено на 2, имаме 20, ево овде ќе запишеме, 22 цели, бидејќи 2 по 22 ни дава 44 и до 45 ни останува уште една половина. Значи 25% од бројот 90 ќе ни биде 22 цели и една половина. Сега ако имаме вака, да предпоставиме дека имаме 160 шишиња и знаеме дека од нив 5% се сини. Колку сини шишиња имаме? Ако имаме, како? Вкупно имаме 160 шишиња. 160 шишиња, од нив 5% се сини. 5% се сини. Колку сини шишиња имаме? Че на што ни се сведува сега задачата? Текстуална е, но се сведува повторно на истото. Бараме колку е 5% од 160. Само во обратна. Значи овдека баравме 25% од 90, 20% од 50, значи повторно го имаме истото. Само наместо директно да ни беше поставена задачата, ни беше текстуален проблем зададено, дека 5% од тие 160 шишиња се сини. Значи, постапката на решавање е иста. Повторно, значи, не е битно дали прво процентот ќе биде или ќе биде количината зададена, бидејќи помеѓу нив се наоѓа знакот за множење, а за множењето ни важи комутативното својство, така да не е битно кој од множителите е прв. Така. Значи, ова сега ќе биде еднакво повторно на 160 по 5 врз 100. Можеш да продолжиш, Лена? Да. Така, едната нула одгоре, ја кратиме со едната нула Овие оддолу. можеме да ги поделиме со 5 и 10 може да се скратат со 5. Ова ќе биде 16 пута по една половина и тога е... И сега и 16 и 2 може да се скратат, ќе ни остане само 8. Значи, што откривме? Дека од овие 160 шишиња, само 8 шишиња биле сини. А ако кажевме дека останатите
биле црвени, тогаш може ли да кажеме колку црвени шишиња биле? Не е проблем. Значи вака имавме дека 160 беа вкупно шишиња. Така. Ова ни беше вкупниот број на шишиња. Да. Откривме ние дека 8 се сини. Колку црвени шишиња ќе имаме? Па од 160 ќе ги одземеме 8 и ќе добиеме. Доволно беше само од вкупниот број на шишиња да ги одземеме сините. 152 црвени. И 152. еве Марија веќе ни кажа, ќе имаме 152 црвени шишиња. Ајде сега, ако имаме 30 бомбони. Многу ни е дебело мливче. Ако знаеме дека 30% од тие бомбони се чоколадни, а останатите се карамели. Карамели. Да видиме колку се. Чоколадни ќе имаме најпрво. Ова го ставаме 30 по 3 врз 30, зашто 30 врз имаме. 100, го делиме, Ги кратиме нулите идеме и 30 остана само 3 по 3. 3 по 3, 9. Тоа е 9. Значи, од овие 30, 9 се чоколадни, а 21 откако ќе ги одземаме. Так, и само значи да им потенцираме на учениците дека ќе треба да напишат и постапката како ги добиле останатите, значи 30 минус, значи од вкупниот број минус ги одземаме чоколадните и добиваме дека 21 карамела ќе имаме. Ајде сега ќе избришеме таблата. Ја бришиме таблата. Ова не ни треба така наставничка? Не, имаме нова задача. Така. Евелина, да предпоставиме дека имаш шише со сок од 900 мл и дека си испила 75% од него. Колку всушност сок си испила? И сум испила 75%. Добро, ова вака 75% испиени. Да. Да им е појасно и на мене и на гледачите. Испиени. Тогаш ги Че повторно пресметуваме процентот количина, значи 75% по 900. 75 по 900 врз Бидејќи процентов дека за сега немаме, значи одека кога го ставаме процентот. го ставаме процентот, така, добро. Па сега процентот го претвараме во дропка, значи Така, 75% е еднакво на 5 врз 100 по множено со така 900 900 и и сега ги кратиме ете овие така двете нули од горе се кратат со двете нули од долу и само ни остана 75 да го помножиме со 9. По 9. Да, 45, 5 по 4 памтиме, 9 по 7. 63 и 4, 67. Така. Значи, Алина испила 675 мл од својот сок. Значи, во шишето колку останало сега? Ој во шишето, ако има од 900, ќе го одземаме тие 675. И ни остануваат 325. Така. Добро. Бришеме табла и одиме со нова задача. 225. Благодарам нашите асистенти. 225 беше претходниот резултат. Сега бришиме таблата. Избришана. Следно наставничке? Следно, ајде вака. Предпоставиме дека Марија изутринава добила джепарлак за денес 120 денари. 120 денари. 120.
бидејќи не сме многу да шета, доволни се. Да. Да предпоставиме сега дека ќе потроши 40% од нив денес. И сега веднаш нека е прашањето колку пари ќе ја останат на Марија. Како сега ќе ја решиме, бидејќи не ни се бара колку потрошила, туку колку пари ќе останат на Марија. Да. Добро. Имаме два начини да ја решиме задачава. Имаш идеја како би почнала? Што може прво да направиме? Прво мислам дека треба да од тие 120 да пресметаме колку се 40. Така, тоа е едниот начин, така. Ќе ја решиме значи на двата начина. Првиот начин е најпрво да пресметаме колку пари потрошила. Бидејќи потрошила 40%, значи имаме 40%. 40% помножено 120 и 40 врз 100 помножено со 120. Ова и ова се крати. Нулите и остана само 4 40 по 12, 40. Значи, потрошила 48, па што знаеме дека 48 потрошила, тогаш значи и останала од вкупната сума ги одзимаме овие 48 и ќе добиеме 10 минус 8, 2. Сега тука остана 11 минус 4, 7. 72. Значи и останале 72 денари на Марија. И вториот начин, само да го кажеме што можеше веднаш. Ако 40% потрошила, тоа значи дека ја останале 60% од сумата, па можеше веднаш да почнавме со 60%. 60% од 120. Еве вториот начин, учениците ќе пробаат за дома да го решат сами. И пак ќе дојде истиот резултат. Така, токму така, секогаш мора да го добиеме истото, само нека ја испишат за дома целосно постапката, значи. Ова беше часот за 6 оделение. Пауза и се враќаме со часот за 7 оделение математика.